Македонски христијански подкаст. Вера, надеж и љубов за Македонија. Здраво, добре дојавте во новата епизода на Македонскиот христијански подкаст. Денеска снимаме една нова епизода на тема Евангелието на Исус Христос. Како што може да видите, имаме нов член, односно нов гостин во епизодата, така да тука е Димитар Митревски, значи исто име и презиме како и мене. Па еве на почеток да му посакаме едно добре дојде. Браво. Добре дојде Димитар. Како си? Браво. Како си? Јас сум супер, вие како сте? Дали си возбуден? Јас сум супер. Многу сум возбуден. Мило ми е. Супер. Сега еве на почеток, пошто не те знаат гледачите, да се представиш кој си, од каде си, што учиш, но исто така да ни споделиш нешто како ти се запозна со Господ Исус Христос, односно каков беше твојот живот пред да се запознаеш со Господ Исус Христос и како се запозна, нели? И сега, откако го познаваш Господ Исус Христос, имаш личен однос со Него, каков ти е животот сега? Еве, за вовет, значи, многу прашања се, така да земи си време слободно да одговориш. Прво да ви се заблагодарам на поканата на овој прекрасен подкаст. Како ти што напомена, моето име и презиме не е ништо ново за овој подкаст. Јас сум Димитар Митревски, имам 17 години. Сум од село Загориче, тоа е Водимир Хисарскиот град. Учам средно техничко училиште и едно од моите омилени прашања е во врска со тоа каква улога имал Бог и Исус во мојот живот. Како секој еден друг тинејџер во мојата генерација, во моите години, а и сум сигурен дека и кај повеќето луѓе тоа било така, секојаш ни пробувале да го најдеме мирот или некои работи кои ќе ни исполнат во светот. Како еден секој друг тинејџер, можам да кажам дека во денешницата, јас иако имам 17 години, сум поминал да речеме низ подоста работи како алкохол и ноќни клубови, иако сум 17 години, ама можам да кажам дека во ништо тоа не сум пронашол исполнување и дека дојде момент во мојот живот кога дојде до прашање зошто се случуваат вакви работи и кој стои позади сето ова. И знаев дека има нешто повеќе, знаев дека има значај мојот живот и дека има нешто, дека има некој кој стои за сето ова. Јас бев израснат во христијанска православна фамилија, како и повеќето во Македонија. Многу доживеа Бог на различен начин, од кога мојата потрага почна кон Него. Можам да кажам слободно дека Бог го промени мојот живот и дека доколку не се случило кај гледачите, дека тоа може да го промени кај нив. Првенствено пред 2,5 до 3 години почнав со читање на Библијата, но во последен временски период, околу 6-7 месеци, јас навистина сватив колку сум навистина грешен, колку ние луѓето сме сами грешни и дека јас сум безпомошен сам и дојде момент во мојот живот кога му се препуштив тотално на Бог и му дозволив да работи во мојот живот и да навистина донесе промени кои никогаш не мислев дека ќе ми се случат во мојот живот, почнувајќи од добив омраза кон работите кои некој сум ги сакал, кои биле светни, како пијање, алкохол, излегување навечер, грдо зборување, цуење и слични работи, тие повеќе не се дел од мојата денешница и знам и сум сигурен дека Бог ми ги одзеле. Тоа може би случај кај секој еден човек, само треба да му се препуштиме и да му веруваме на Бог дека тој ќе работи и му се препуштаме во неговите раце. А тоа е најсигурен чекор кој можеме да го направиме во нашите животи. Амин. Да. Значи Димитар има само 17 години и тоа што се случило кај него е Божјо делување, односно кога Бог ќе дојде во твојот живот, тебе природно ти иде да го мразиш гревот. Да. Така да многу ни е мило и драго што Бог, односно Господ Исус Христос ги менува животите на сите, вклучувајќи на ние кои сме тука. Гледаме и на младите луѓе, така да Исус Христос е за сите возрасти, значи за младите, за возрастните и за секоја генерација. Така да тој е истиот вчера, денес и за секогаш и тој сака да живее во тебе, да ти го промени животот. И Господ Исус кажа: јас дојдов за да им дадам живот и тоа живот во изобилие. Тоа изобилие е во духовна смисла, таа празнина што сите ние осеќаме, така и се трудиме да ја пополниме со алкохол, со цигари, со дрога, не знам, со што не, така со жени и така натаму.
Таа празнина може да исполни само Господ Исус Христос. Таа е празнина за Бог. Нели Бог има оставено во нашиот живот, во нашето срце и кога Бог ќе дојде да живее во нас преку Светиот Дух, односно кога ние веруваме во Христос, Бог ни го дава Светиот Дух и тој прави една промена да ги мразиме нештата кои порано сме ги правеле или сме уживале во нив, а биле греф, погрешни. Знаеме дека алкохолот делува првите 2 часа и после другиот ден си како мртов до пладнето. Така да ова нели го зборуваме дека и ние сме го правеле тоа, сме биле дел од тоа, но има нешто поразлично што спомна Диме. Да. Така да тоа различно е Бог кој делува во нас кога ти ќе го искусиш Господ во твојот живот, навистина почнува нешто чудесно, односно ние сме Божјо дело и Бог делува во нас и ги менува нашите погрешни мислења, навики, така пцуењето е еден вид на навика, која не е полезна и е дури Библијата оди до тој степен дека не може вика со истиот јазик ти некој да благословиш или да проколниш. Значи пцуењето е кулење и проколнување на другиот. Така да тие работи Господ ги менува во нашиот живот. А првото нешто што треба да го веруваме е Евангелието. Што е Евангелието? Нели затоа ја снимам оваа тема, Евангелието на Господ Исус Христос. Па сега да дам еден вовед. Што значи зборот Евангелие? Зборот Евангелие во старогрчкиот, нели, Новиот Завет, најмногу записи имаме најдено на старогрчки, значи копиите први што ги пишувале нели од оригиналот се на старогрчки јазик. И оттаму се користи зборот Евангелие, и Евангелие значи добра вест во буквален превод од старогрчки на македонски. Се состои од 2 збора, еу, што значи добра или радосна вест. И ангелион, значи е порака или вест. Значи Евангелие е добра, радосна вест. Сега Евангелие, еуангелион, зборот го користеле во време на антички Рим, нели, во времето кога Господ Исус Христос беше тука на земјата. И тој збор, значи, се користел за да се пренеси некоја важна информација, важна вест, која не е секојдневна, кога некој од императорите или од владетелите ќе издвојувал победа врз некоја битка, нели, војската е таму со царот, па војуваат на некоја битка и освојуваат таа битка и се праќаат, нели, пред самата војска да се врати во градот, се праќаат, нели, гласници. И тие гласници ја разнесуваат добрата вест, нели, го освоивме, ја победивме битката. Значи тоа било не секојдневна информација која е многу важна и која прокламира или прогласува нешто многу важно, една победа. Значи затоа зборот Евангелие е победа над смртта. Господ Исус Христос ја победи смртта. И сега следно, значи, Евангелието во Светото Писмо, кое е? Што треба ние да веруваме во најопшта смисла, односно најбитното нешто? Сумарно, апостолот Павле го сумира Евангелието во неколку реченици. Тоа може да го прочитате во Светото Писмо, во 1 Коринтијаните, 15 глава, од 3 до 4 стих. Зашто ви го предадов најнапред оно што го бев и примил, дека Христос умре за нашите гревови според Писмата, и дека е погребан и дека воскресна на 3-тиот ден според Писмата. Значи тука пишува што е Евангелието, дека Павле го примил тоа Евангелие и дека Христос умре за нашите гревови. Дека беше погребан, значи 3 дена Господ Исус беше во гробот и на 3-тиот ден Господ Исус Христос воскресна од мртвите. Значи тоа е Евангелието кое сите христијани треба да веруваат. Дека нивните гревови се простени преку жртвата на Господ Исус Христос на крстот, односно преку неговата смрт, погребението и воскресението. Воскресението е победата над смртта, односно гробот не го задржа Господ Исус Христос, тој воскресна
и верувајќи во Исус ние имаме вечен живот. Целта на подкастот е да ја објасниме нели суштината на Евангелието, подлабоко ќе ги опфатиме овие три елементи, три сегменти, нели за смртта и распнувањето на Господ Исус Христос, за погребението и за воскресението. И нели да сватиме дека Евангелието не е некоја филозофија или теорија, туку е тој реален историски настан кој се случил и ние го веруваме тоа и е тој Божји план, значи, за спасение на луѓето. Исто сакаме да направиме една споредба, односно поврзување, не споредба, на Стариот Завет, каде што имаме пророштва, и со Новиот Завет, каде што тие пророштва се исполнаа. Така да ќе почнеме со првиот нели сегмент за распнувањето и смртта на Господ Исус Христос. Диме, еве, како ние нели за распнувањето кога зборуваме, битно е нели два сегменти. Едниот сегмент е Божјата љубов и Божјата правда. Нели тие две работи се случија на крстот. Еве, ако можеш така да ми објасниш нешто подетално за распнувањето и смртта на Господ Исус. Да, еве, кога Исус беше разапнат на крстот, тој не беше сам кој беше разапнат, покрај него имаше двајца разбойници. Сега, која беше разликата помеѓу Исус кој беше на крстот и тие двајца разбойници? Разликата беше што тие двајца ја заслужиле тој начин на смрт. А Исус беше тој кој беше единствен човек кој беше праведен и кој немаше направено грев. Замислете, 33 години живеет. Исус живеел на оваа земја и направил ниту еден грев. Тој незаслужено се наоѓаше на таа позиција, на тој крст и незаслужено беше разапнат, а тие двајца покрај него беа тотално заслужено. И кога ќе помислиме што го задржа Исус на тој крст, јас можам сигурно да кажам дека не беа тие клинци кои му беа заковани на раката или на ногата, или па немаше доволно сила да слезе од крст. Тоа не е ни сомневање. Исус во тој момент имаше сета сила на светот, дури да слезе од тој крст и да го уништи целиот свет. И сите луѓе кои викаа да го разапнат него, но Исус одбра љубов. Исус одбра да остане на тој крст. Да го трпи тоа за кој тој не е заслужен. За таа жртва на крстот кој Исус ја направи, ние требаше да ја направиме. Ние бевме тие кои требаше да завршиме на крстот. Но Исус ја одбра љубовта. Одбра да остане на тој крст и да го изгуби животот на тој крст. И сега, таа е љубовта која ние луѓето треба да ја бараме. Таа е љубовта кој, еве јас и сум ја барал и сите други луѓе можеби пробуваат да ја бараат во други работи, како алкохол, како цигари, како поминување краток допамин или кратко задоволство на телото, но има една дупка во нашето срце кое место може да потполни само Бог. И Бог одбра љубов и таа љубов нема никаде на друго место да пронајдеме само во Бог. Како што кажав претходно, ние бевме тие кои требаше да бидеме на крстот, но Бог остана поради љубовта кон секој еден нас, па и на вас гледачи. Тука настапува љубовта и тука настапува правдата што Исус ги зема гревовите наши и доколку веруваме во него ќе имаме вечен живот. Сега изборот е наш. Дали тоа што го направи Исус на крстот ќе веруваме во тоа и ќе го примениме во нашиот живот, или нема да го избериме тоа и Бог ќе биде праведен доколку не избериме да му веруваме да ни суди. Но тој ни ветува и тоа го направи на крстот дека доколку ја положиме верата во него, тој ќе ни прости нашите гревови и ќе не отстрани од судот. Да, значи Бог е праведен и суди праведно. Бог ни покажува и милост, благодат и љубов. Љубовта значи ни ја покажа преку Господ Исус Христос дека тој ја зеде нашата вина и нашиот грев врз себе. Значи имаме пророштва во Стариот Завет, во Исаија може да прочитате во 53-та глава, ви препорачувам да ја прочитате целата глава 53, каде што, еве, 5-тиот стих вели, тој беше ранет за нашите престапи, беше мачен за нашите беззаконија. Значи, самиот Господ Исус немаше грев, но тој ги зеде нашите гревови врз себе. Тука има, нели, во Римјаните 5 глава 8 стих, Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што
Христос умре за нас уште додека ние бевме грешници. Во Јован Евангелието, 1 глава 29 стих, значи тука Јован Крстителот, кога го виде Исус како доаѓа, рече: еве го Божјото јагне кое ги зема гревовите на светот врз себе. Значи Исус Христос е Божјото јагне кој ги зема гревовите врз себе. Нашите гревови врз себе. Значи совршена жртва која ги зема гревовите врз себе. Во Стариот Завет, во Излез книгата, 12 глава, 5 стих, пишува дека јагнето треба да биде без недостаток. Значи тоа јагне го дава кога излегува кога беа избавени од робството во Египет израелците, Бог ја воспостави Пасхата. Пасхата значеше дека ангелот на смртта нема да влезе во тој дом каде што тие, ќе ги со таа жртва, тоа совршено јагне кој ќе го жртвуваат, треба да ги намачкаат над вратникот и до вратниците, и тогаш ангелот на смртта ќе ги размине. И тогаш тие требаше да ја јадат жртвата и после тоа, значи, Господ ги избави после Пасхата, односно ангелот на смртта не ги погуби првородените кај израелците, односно кои беа послушни на тоа што Бог им го кажа, туку ги погуби кај египетците и тогаш фараонот ги пушти израелците да заминат. Така да јагнето тогаш беше една символика за Господ Исус Христос. Значи тогаш од смртта ги заштити Господ, така и ние смртта нема власт над нас кои веруваме во Христос. А исто така во Стариот Завет беше воспоставен законот, каде што за секој грев ти мора да принесеш совршена жртва, без недостаток. Значи не некој јагне што има некоја мана или недостаток, туку најздравото јагне, значи да биде зрело и тоа мора да го принесеш. Така да тоа е нешто што Бог го имаше воспоставено во Стариот Завет и тоа беше сенка, односно предслика на реалноста. Реалноста и стварноста е Христос, кој е совршената жртва, еднаш се принесе за сите гревови на човештвото. Така да таа е разликата и споредбата. И да, како што пишува во Евангелието според Јован 3 глава, таму на таблата кој го пишува стихот 16 стих, вика зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Така да, значи не да загинеме ние, не да бидеме судени и осудени на пропаст, односно смрт, туку да имаме вечен живот. Живот со Бог. Кратко сакам нешто да кажам за погребението, пошто е исто дел од Евангелието, вториот сегмент. Да. После ќе преминиме на воскресението, на победата над смртта. Така да, за тоа ќе ни сподели Никола, за третиот сегмент воскресението, сега околу погребението на Господ Исус Христос. Погребението е доказ за вистинската смрт на Христос и исполнување на пророштвото од Писмото. Едно пророштво е од Стариот Завет во Исаја 53 глава, 9 стих, вика: му го определија гробот меѓу злосторниците, но тој беше погребан кај богатите. Гробот во смисла тој умре помеѓу злосторници, така, од левата и од десната страна, како што спомна Диме, имаше двајца разбойници, злосторници, но тој беше погребан при богатите. Значи гробот му беше при богатите. Тоа се поврзува, значи е исполнето во Новиот Завет, може да го прочитаме тоа, во Евангелието според Матеј, 27 глава, од 59 до 60 стих, каде што вели: Јосиф го зеде телото, го завитка во чисто платно и го положи во својот нов гроб. Значи Јосиф беше еден од учениците на Господ Исус Христос, тој беше богат човек и тој го замоли Пилат да му го даде телото на Христос за да го погреба, и тој го погреба во својот гроб кој беше таму при богатите. Значи тоа ни е доказ дека Исус умре на вистина на крстот, беше прогласен за мртов и тие го симнаа телото и го ставија во гробот. Исто така имаше римски војници кои ја потврдија смртта
нели кога го зеде копјето и кога ги проводе ребрата, истече крв и вода од ребрата на Господ Исус. Тоа значи дека срцето престанало со својата природна функција и дека крвта и водата беа разделени, значи протече крв и вода од неговите ребра. Потоа, нели, гробот го запечатија, значи кога римјаните, нели, во времето на Рим, ако ти си војник и тебе ти е дадена некоја стража, гробот се запечатуваше, односно тоа беше ознака дека тој гроб не смее да биде отворен. Така да затоа, нели, гробот беше запечатен и двајца стражари, римски војници, беа поставени да го чуваат тој гроб. Што значи, ако гробот беше отпечатен или нешто се случеше, тогаш тие двајца стражари ќе беа погубени на смрт. Значи, кај римјаните во тоа време, ти ако си стражар и ако ти не успееш во задачата, ти си готов. Значи, ти одговараш со твојот живот за тоа што си го направил или што не си исполни службата верно. Така да имаше стража поставена таму, но гробот не го задржа Христос. Значи, Исус воскресна од мртвите. Која е пораката тука? Значи, Христос на вистина ја искуси смртта, таа смрт која ние луѓето ја искусуваме и ја заслужуваме. Значи, тој тоа не го заслужи, но го зеде врз себе, за да не ослободи од силата на смртта, за гробот да нема сила врз нас. Значи, тој целосно ја искуси човечката состојба, за да не избави. Значи, на крстот, тој во своето тело ги зеде нашите гревови. Тој немаше грев, но ги зеде нашите гревови. И тој момент може да го прочитате во Марко 15 глава, 34 стих, каде што Исус вели или лама савахтани. Значи, тоа значи татко мој, зошто ме остави? Господ Исус Христос беше за прв пат во историјата одвоен од таткото заради нашите гревови. Тој тогаш, во тој момент, го плаќаше судот, го понесе судот врз себе. Значи, судот, правдата Божја беше исполнета во тој момент кога Господ Исус Христос го кажа тоа. Значи, тој беше распнат и висеше таму на крстот и извика татко мој, зошто ме остави? За прв пат беше одвоен од Божјото присуство, од Божјата љубов. За прв пат во историјата и последен. Но тоа го направи за нас. Умре, беше погребан и воскресна на третиот ден. За ние никогаш да не бидеме одвоени од Бог таткото. Но условот е дека ние треба да се покаеме и да веруваме во Христос. Мора да му веруваме, да го веруваме неговото евангелие, за да бидеме вечно со таткото. Сега преминуваме на најбитната работа, нели, за воскресението на Господ Исус Христос. Нели, Исус умре на крстот и објаснивме смртта, објаснивме, нели, за погребението и најбитната работа или разликата меѓу христијанството и сите други религии е воскресението. Да. Значи, во ниту една друга религија, нели, некои религии викат ќе има суд, ќе одговараме, ќе воскресниме, меѓутоа, кој воскресна и кој има право да кажи, освен Исус Христос? Нема друг. Така, кој се вратил од мртвите, ако те прашат, Исус се врати од мртвите. Тој е мојот Господ и Спасител. Така да, ние христијаните го имаме Исус. Првиот кој се врати од мртвите. И тој му има што да кажи. Зошто воскресението е центарот на христијанската вера и што би значило ако Христос не воскреснеше? Прашање упатени за Никола, па можеш малце да ни образложиш во однос на тоа. Така. Да, значи, како што кажа Димитар за во врска со воскресението и воопшто за верата наша, едноставно имаме повеќе, знаеме во сега сме слушнали, сме имали секакви пријатели, сме слушнали секакви емисии дека луѓето веруваат во реинкарнација, веруваат во одење на самиот ти да одиш да поминиш, значи, твојата душа во рад во пеколот, па да искуси, па да види, да одбери дури тогаш после смртта кај сака да ја помини вечноста, значи секакви ќе слушните работи.
Но Исус вели, значи јас сум воскресението и животот, тој вели. Значи не вели некој друг е или сите други не рекле досега дека тие се правите или дека тие рекле јас сум воскресението, секој еден религиозен водач, да речеме, или религии што постоеле, не рекле така со таква одлучност, со таков став дека тоа е тоа како што рекол Исус Христос, дека тоа е воскресението и животот и дека секој ден кој верува во него и да умре ќе живее и ако е жив нема да умре довека. Така да тоа треба да го знаеме за нас сите оние кои веруваме дека тој е воскресението и животот и дека тој воскресна, значи тој не само што воскресна на некој начин физички, туку и тој ни даде како што го праша Димитар прашањето за центарот на значењето на христијанската вера дека е воскресението, тој ни даде жива надеж. Значи живата надеж се наоѓа во новиот живот и во вечниот живот кој Господ Исус ни го дава, прво ни го ветува, па ни го дава од кога ќе ни заврши нашиот живот на оваа земја. И тој ни кажува со тоа што воскресна од мртвите, дека тој има, односно направи победа над гревот, над смртта и над сатаната, над ѓаволот, така да и ние, оние кои веруваме во него, ќе бидеме оние кои ќе воскреснеме, кои ќе живееме заедно со него, но треба да веруваме едноставно во тоа. Ние нема да се случи тоа само по себе ако ние не веруваме во дека ќе има воскресение и живот после смртта. Туку треба да веруваме едноставно, треба да му се препуштиме на Господ Исус, треба да поверуваме, да се покаеме, да се откажеме од нашиот стар живот и да поверуваме во Исус и тогаш тоа воскресение што Господ Исус ни го ветува нас, дека ако веруваме во него ќе воскреснеме и ние ќе живееме вечно со него, ќе биде исто така врз нас ако и ние веруваме во него. И исто така сакам да напоменам интересни некои стихови кои уште пред да дојде во Новиот Завет Христос, пред да се роди, пред да го живее тој совршен живот на земјата, како што го спомнавме, кој од нас ние не би го живеели, не ни можеме да го живееме тој совршен живот кој Исус го живееше. Има повеќе стихови, како на пример Псалм 16 глава 10 стих, кој кажува за 600-700 години пред Христос дека го предскажува едноставно неговата смрт и неговото воскресение, дека тој нема да остане во гробот, туку ќе воскресни, и таму пишува зашто нема да оставиш душата моја во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види распаѓање. Значи ова Христос му го едноставно ја кажува во молитва, го кажува ова према Бог Таткото и кажува дека едноставно ова е како едно пророштво кое пред да дојде воопшто Христос, пред да дојде како човек на оваа земја, ова беше предскажано и дека навистина се случи. Значи имаме еден аргумент и исто така имаме и во Осија, значи исто во Стариот Завет, во 6 глава 2 стих, пишува по 2 дена ќе не оживее, значи символитиката за Христос, а во третиот ден ќе не подигне. Значи кажува за символитиката, зборува за Христос, дека тој навистина ќе воскресне и дека ќе има вечен живот. Значи тоа ни кажува дека според ова воскреснување дека ќе има вечен живот, а исто така уште еден стих како символитика на воскресението на Христос, кој исто така беше пред многу години пред Христос да дојде, е дека за Јона, за пророкот Јона, и таму читаме во првата глава 17 стих дека Јона беше 3 дена во утробата на рибата и дека тој не беше, беше 3 дена, но не беше неговиот крај таму во утробата на рибата, туку тој беше изваден надвор од утробата и тој продолжи да живее, и тоа е едно на некој начин како символитика на тоа што Христос беше и дека воскресна и дека е моментално жив. И сите овие вакви стихови што ги читаме, сите овие претскажувања што ги гледаме тука и во Стариот Завет и сега што можеме ние да кажеме тука кога живееме на некој начин во продолжението на Новиот Завет, можеме да кажеме дека Христос беше единствен кој
или едноставно единствената книга, Светото писмо за него кажува, единствената книга која кажува пред да се случи нештото, кој го предскажува толку многу години и навистина толку да се случи то точно и 100% и без никаков промаш, како што пророците го предскажувале, така и да се случи. Тој е единствениот човек, значи единствена вера, вистинска вера, која го прави тоа и го прави на толку спектакуларен и вистински начин и на начин кој, пак да кажам, нема лага, не можеме да му најдеме лага во изјавата на Христос и во она што го веруваме ние едноставно во воскресението на мртвите, дека ни дава жива надеж и дека каде ни е нас верата, каде ни е едноставно, која ни е нас причината за нашите верување во Исус Христос и во христијанството, ако воскресението на мртвите, односно вечниот живот што доправо доаѓа, не е вистина, каде ни е нашата надеж и во што ние се надеваме. И сакам исто така за победата на смртта, на крај да прочитам од Новиот Завет исто така, од 1 Коринтјаните, значи 15 глава, 55 и 57 стих, каде што кажува за смртта, односно за надежта на еден христијанин кој, ако верува во Исус, нема што да се плаши, нема што повеќе да се прашува прашање, тука му е одговорот. Одговорот му е во овие неколку стихови кои ги прочитам. Таму пишува: смрт, каде ти е победата? Смрт, каде ти е осилото? Осилото на смртта е гревот, а силата на гревот е законот, но фала му на Бога кој ни даде победа преку нашиот Господ Исус Христос. Значи, секој ден кој се плаши од смртта, кој му е страф од осилото на смртта и се колеба, размислува, се прашува што после овој живот, одговорот е тука, дека осилото на смртта е гревот, а силата на гревот е законот, а од тоа се плашат луѓето, се плашевме и ние, но фала му на Господ, вели, фала му на Бог кој ни го даде нашиот Господ Исус Христос и кој извојувавме ние победа. Не победа поради тоа што сме ние добри, победа поради тоа што ние сме заслужили, туку победата на Исус Христос, на воскресенувањето негово, бидејќи тој воскресна и секој еден кој верува во него има победа врз смртта и сме победници во Христос. Така да осилото на смртта и победата на смртта не е тука, нема победа врз нас, врз оние кои веруваме во Господ Исус Христос и сме го предале животот на него. Така да треба да знаеме дека е единствена наша надеж Христос, поради тоа што тој воскресна од мртвите, воскресна третиот ден и на третиот ден, и дека секој ден кој верува во него го чека тоа, значи го чека воскресување од мртвите, значи вечен живот и живот во вечност со Исус Христос, во присуството на нашиот Господар и Спасител. Така да секој ден кој се плаши, кој размислува, кој се колеба што после овај живот, значи имаме одговор дека Исус Христос е одговор, дека тој е оној кој ја победи смртта и дека секој ден кој верува во него и тој ја има победено смртта поради тоа што Исус Христос го направи на крстот, беше погребан и воскресна на третиот ден и сега е одесно кај Бог Таткона. Така да не се плашиме, туку да веруваме во Господ Исус, да не се плашиме не само од смртта, туку да не се плашиме од што ќе речат другите, кој ќе биде мислењето на моите пријатели, моите блиски, моите роднини, дури мојата фамилија, туку да се фокусираме на Исус Христос и да веруваме во него, бидејќи тој ни дава вечен живот, вистински нов живот и вечен живот после оваа смрт. Да. Фала ти, Никола, за споделувањето. Значи, воскресението на Господ Исус Христос значи победа над гревот, над смртта и над сатаната. Значи, победа. Значи, ние имаме победа во Исус Христос. Нели, стихот последно што го прочита, осилото на гревот е смртта. Значи, самиот грев води во смрт. Така да осилото, нели, кога ќе те касни пчела или оса, нели, те боли. Значи, тоа што ја предизвикуваше болката или тоа што му даваше силата на гревот, нели, на крајот води во смрт. Така да осилото или конечната казна за гревот е смртта. А вика, силата на гревот е законот. Нели, ние преку 10 Божји заповеди, преку законот,
запознаваме нашата грешност. Не лажи, не кради, не врши прелюба, не посакувај нешто туѓо и така натаму. Законот, значи, му дава сила на гревот. Преку законот ние запознаваме дека сме сгрешиле. Но вика, така, фала му на Бог кој ни даде победа преку нашиот Господ Исус Христос. Победата е во самото воскресение. Победа над смртта, победа над гревот и победа над сатаната. Евангелието не е само историски настан. Тоа значи победа над овие работи кои спомнавме. Че Христос умре, беше погребан и воскресна. За ние, луѓето, да имаме три работи. Простување на гревовите, вечен живот и вечна надеж. Тоа го добиваме ако веруваме во Евангелието. Че историски настан, но не е само настан што се случи, току тоа значи за нас. Простување на гревовите, вечен живот и вечна надеж. И како што Никола напомена, толку е добро напишано Библијата што и во Стариот Завет е наговестувано доаѓањето на Месијата, на Исус и неговото воскресување. Треба да ни е јасно дека на оваа книга од прва до последната страна авторот е Бог. И тоа дело кое Исус го направи на крстот, тоа воскреснување, таа победа на смртта, за тоа ние не бевме заслужни. И тоа е еден подарок и благодат кој Бог нас ни го дава. И ние никогаш нема да можеме да го заработиме со делата. И не треба нашата вера да гледаме како перформанс, мислејќи дека со одредени добри дела, дека ние ќе стигнеме до спасението. Не, веќе доколку ние самите можевме да го заработиме спасението, немаше да има потреба Исус да дојде на земјата и да умре за нашите гревови. И како Никола што зборуваше, воскресението е бесплатен поклон, како да кажем. Бара вера, бара посветување, бара да му се препуштиме на Бог, но не кошта пари. Само Бог бара од нас послушност, бара да му веруваме и што мислам дека не е нешто големо што представува за човек. Едноставно, Бог нас многу не сака, Бог од љубов тоа го направи на крстот и Бог е спремен да ги промени нашите животи, како што ги променил, ќе ги променува понатаму. Само треба да му веруваме, да му се препуштиме. Да. Нели, сега, кога го земав Димитар, видов, тој имаше таму едно куче таму кај него. И кога го виде Димитар, тоа трчаше со љубов кон него и мојот, нели, собственик тука е, му припаѓам јас нему, значи радосно беше. И сега ќе направиме споредба за што ако Бог не создадеше нас без слободна волја, односно ние, како да речем, програмирани да бевме да го сакаме Бог, односно еден вид принудени, оти немаш друга опција. Мора да го сакаш Бог. Но исто и ние како луѓе, ако нели програмирам робот и тој ми вика цело време те сакам, те сакам, те сакам, те сакам. Мене тоа не ми е искрено, зашто јас сум го направил така. Да. И тој мора да ми вика те сакам, зашто тој нема друг избор. Програмата му е да вели те сакам. Тоа мене не би било исполнувачко, односно дека таа љубов е љубов која јас сум ја создал дека мора да биде така. Но Бог толку не засака што ни даде слободна волја. Ја покажа неговата љубов на крстот, давајќи го најмилото својот син за нас, за ние да веруваме во него, да ни бидат простени гревовите и да имаме вечен живот. Значи тој слезе од небото да не бара секој еден од нас, зашто не сака. И тој не сака ние со сила да го сакаме, така, да викаме те љубам, те љубам, те љубам, туку доброволно, своеволно, со нашиот разум, сила, волја, со се што сме, да му кажеме те љубам Господи. Ти ме создаде, ти ме спаси, ти ме откупи, те љубам тебе. Значи не е автоматски, така? Диме не го испрограмира кучето таму да трча по него и да му вика те сакам, те сакам, те сакам, така? Туку тоа од радост, од љубов кон, нели, својот газда, трчаше и тоа му представува едно исполнување на Диме. Така и Бог сака ние доброволно, своеволно да одиме кај него и да му
ја возвратиме неговата љубов, зашто тој прво не возлюби нас, така? Тој умре на крстот за нашите гревови. Тој беше погребан, тој воскресна од мртвите. За да ни покаже колку многу не љуби. И дека еве, ние луѓето кога ќе ни сгреши некој, ние тешко, не сакаме да го видиме. А ние колку сме му сгрешиле на Бог сите? Премногу. Премногу сме му сгрешиле. И тој сепак во својата љубов одлучи да ни прости. Праведен и да ни прости. Праведноста значи се исполна на крстот. Плати некој за нашата слобода. Христос плати. За ние да бидеме слободни. За да ни бидат простени гревовите. Нас како луѓе тешко ни е да му простиме на некој, да му заборајме, но Бог кој е љубов одлучи да ни прости. Да ги прости сите наши гревови и да ги заборави, да ги фрли на дното на морето. Да. Таков Бог имаме. Таков Господ имаме. Сепак, луѓето беа тие кои одлучија Исус да биде разапнати, кога Исус беше разапнат на крстот, иако сите довикуваа кон Него, истите луѓе кои го разапнаа беа покрај Него, тој се обрати кон својот татко и му рече: Господи, прости му, бијќи не знаат што прават. Во таков момент, кога ние луѓето сме се соочиле со тоа, кога има омраза во нашето срце кон некој и ние дефинитивно не би постапиле така, Бог тогаш уште еднаш ја покажа својата љубов и побара од својот татко да Бог му прости да Бог му прости на истите луѓе кои Исус го разапна, го ставија на крстот и што не зборува за него, но таа е таа љубов која Бог нас ни ја дава и на која треба и ние да се угледуваме, да пробуваме да налекуваме. Да. Значи, сега ова што го правиме муавет тука ние тројцата, ако ви зборува вас лично, кои го слушате тоа, ако нешто ви зборува во срцето, веруваме дека Бог сега ви зборува. Дека Бог сега ве допира и дека ова што го кажуваме делува во вас. Затоа треба да направите две работи. Треба да се покаете и да верувате во Евангелието. Да се покае значи да ти, ако си одел во една насока, каде што си лажел, си крадел, си вршел грев и не ти било грижа, треба да застанеш и да се свртиш во спротивната насока. Да се свртиш према Христос. Да се откажиш од твоите погрешни навики, од твојот погрешен начин на живење и вршење грев, да се свртиш кон Христос. И да веруваш во Него и да го следиш. Да веруваш дека Тој плати на крстот за твоите гревови, дека Тој беше погребан и воскресна на третиот ден и дека и Тој жив. Да го прифатиш за свој Господ и Спасител. Библијата вели, нели, ако ти со твојата уста исповедаш дека Исус Христос е Господ, твојот Господ, и во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ти ќе бидеш спасен. Тоа значи дека твоите гревови се простени, ти имаш вечен живот. Значи крстот ни ја покажа Божјата љубов, гробот ја потврди жртвата која направи Исус за нас, а воскресението ја објави победата над смртта. Крстот ни покажува колку Бог не сака сите нас. А воскресението ни е доказ за тоа колку Бог е силен и моќен за да не спаси. Да не спаси од распаѓање и да ни даде вечен живот. Ново тело, вечно тело. Да. Смртта е вистинска, но знаете што е уште повистински? Бог кој дава живот. Бог кој е силен, Бог кој е моќен. Сега сакам да ве повикам во овој момент да се помолиме заедно една молитва. Една покајничка молитва која ќе му даде знак на Бог дека ние сме сериозни. Бидејќи Бог е сериозен за нас. Бог се тоа го направи за нас. Сега, со искрено срце, пред Бог, фокусирани на Исус, да се помолиме заедно. Да нашиот живот го препуштиме во Неговите раце. Да го примиме простувањето и вечниот живот кој е дар во Исус Христос. Кога ти го прифаќаш Исус Христос, ти прифаќаш простување на гревовите, прифаќаш вечен живот. Бог ти го дава тоа
бесплатно, како што спомна Диме, подарок. Не го заслужуваш тоа. Никој од нас не го заслужува. Затоа, ова е свет момент меѓу тебе и Бог, каде што ти на Бог му кажуваш што мислиш, односно дека ти го прифаќаш за негов Господ и Спасител, сваќаш дека си сгрешил, дека си виновен пред неговите очи, но исто така ја прифаќаш и прошката која тој ти ја нуди денеска. Денес е денот на спасението. Ако го слушате ова, немој да го затворате вашето срце. Зашто Исус е на вратата на вашето срце. Тој тропа. Но ваше е да му отворите, тој ќе дојде, ќе влезе и ќе има заедништво со вас. Затоа, сега ќе се молиме, може да ја повторувате оваа молитва. Господе Исусе, признавам дека сум грешен. Еве Господи, верувам дека Ти умре на крстот за моите гревови, дека Ти беше погребан и на третиот ден, Господе Исусе, Ти воскресна од мртвите. Дојди во животот мој, биди мој Господ и Спасител. Промени го мојот живот, исполни ме со Твојот Свети Дух. Мојот живот Ти припаѓа Тебе. Во името Твое, Исусе Христе, се молам. Амин. 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 Доколку навистина ја молевте оваа молитва, бидете сигурни и уверени дека Бог ја послуша. Зашто Бог сака секој еден да поверува во Исус и да биде спасен. Ниту еден да не загине, ниту еден да не заврши во пеколот, туку сите да дојдат до познавањето на вистината, вистината за Бог, вистината за Исус Христос и да бидат во Божјото царство. Еве за крај сакам да му дам простор на Никола и на Диме нешто да споделат, некоја порака или нешто што сакаат да ви го кажат, како сумарно од се ова, некој храбрување можеби. Да, па за крај ми текна тур зборуваше ти, Диме, за споредбата на некој начин за во христијанството и како што кажа за неговото куќе ми текна една друга споредба како во животот сигурност имале моменти кај што на некоја личност или на нешто му кажате љубов, му цело време сте се најдобро му посакувате и се инвестирате во личност или во нештото 100% и на крајот на денот се повеќе тие или тоа ви игнорира, ве мрази, ве оди против вас и се. Така на некој начин е споредбата помеѓу нас, луѓето и Бог. Ние сме тие кои цело време, односно, ајде, ќе почнем со Бог. Бог е тој кој цело време ни покажува нас грижа, не сака, ни простува, ни дава се за да имаме ова што го имаме, се покрив над главата, јадење, пиење, се што сакаме. Најпред се даде самиот себе за нас, воскресен од мртвите, и ние пак сме оние кои го одбиваме, пак сме оние кои му грешиме, пак сме оние кои го хулиме, одиме против него, и во неговите очи, во Божите очи, тој кој ќе го види, тој кој ќе спореди што тој направил за нас, што ние правиме за него, за возврат, ако можем да се изразим за возврат, не му е воопшто мило и не се радува, не е задоволен воопшто од таа состојба која ја имаме ние помеѓу него, и најповеќе тоа важи, најповеќе тоа е жалосен према нас кога не го даваме ние животот него, кога не му веруваме него, кога не му се предаваме него целосно, туку се тераме по своето, без разлика колку пати Господ ни покажал во животот дека не љуби, дека не сака, дека се грижи за нас, дека има таа благонаклонетост према нашиот живот, дека се ни дал, и ние упорно го одбиваме. Така е на некој начин, некоја споредба кој ќе си направите во вашиот живот, кога ќе размислите дека се давам за ова, се давам за таа личност, цело моје време, сета моја енергија, и пак на крај ништо. Така на некој начин Господ се чувствува према нас ако ние не веруваме во него и ако не го дадеме животот него, ако не му се предадеме него и веруваме во него целосно, се покаеме од нашиот стар живот, нашиот стар животен стил и оставаме Господ Бог да води во нашиот живот, да биде тој оне кој ни е Господар и Спасител и водич во нашиот живот. И тоа ќе биде најправилното нешто што ќе можеме да го направиме ние.
толку дуги. Фала, Никола. Сега одиме кај Диме Джуниор. Јас сакав да кажем еве за крај, дека Исус дојде на земјата за грешниците, не за праведните, и дека доктор му е потребен на болните, а не на здравите. Треба да запамтиме дека не постои ниту еден толку грешен човек на кој Бог не му е спремен да му прости, како што беше и самиот злостоник на крстот, на кој Исус му вети дека ќе биде со него. Запамтете дека Бог е спремен да ни прости на секој еден наш грев. Предадете му го животот него и сами сведочете за промените кои ќе ги доживеете. Толку едноставно. Фала ти, Диме. Да, значи, слушнавте, сега ваша е одлуката. Дали ќе го прифатите Христос или ќе го отфрлите. Понти Пилат, кога Исус беше таму пред народот, кога требаше да одлучат дали да го ослободат Исус или да го распнат, постави едно прашање. Што да правам со овој Исус наречен Христос? Прашањето е и за вас. Што да направите со овој Исус наречен Христос? Прифатете го, верувајте во него и вие примате простување на гревовите и вечен живот. Тоа е пораката за крај. Ви благодариме што ја гледавте оваа епизода и ја слушавте. Ако немате Библија, стапете во контакт со нас преку социјалните медиуми. Со драго срце би ви подариле Библија. Зашто тоа е лебот на животот. Тоа е Божиот збор. Човекот не ќе живее само од леб, туку од секој збор што излегува од Божјата уста. Така да, наша храна духовна е Светото писмо. Ви благодариме и ви посакуваме секое добро. Пријатно. Пријатно.